Замисли дека си учел за доктор 10 години, дека си положил Хипократова заклетва, дека како студент си присуствувал на стотици визити и прегледи, дека си стажирал и си видал илјадници случаи на тешко болни луѓе, дека си специализирал за да бидеш врвен стручњак, за на крај да го погазиш сето тоа и на болни луѓе да им набавиш поскапа несоодветна терапија, на сомнителен тендер и да им дадеш шекерна водичка наместо таа биолошка терапија. Замисли. Тоа ти е исто како јас да играм во филм или театарска представа во која имаме сцена како го убивам колегата, нормално со куршуми ќорци, а наместо ќорци јас да му истурам оловен шаржер, 9 мм. Хе му кажам, друже, извини ме, јас само глумев, сакав да бидам што поавтентичен, как в живота што бе рекол Станиславски. Извини, не беше намерно, немој да го сваќаш, да го зимаш ова пред душа, бе. Беше намерно и секојаш е намерно кога од пациент ќе се побараат пари за операција за нешто за што сите ние плаќаме со десетици години здравствено осигурување. Тогаш докторот или медицинската сестра се смета над системот колку тој да е нефункционален и за она за што се согласил да зема платата толкова колкава што е, си зема за право да го уцени пациентот дека доколку не плати нема да го оперира. Мене некако докторскава корупција и кражба ми личат на тероризам. Ако дефиниција за тероризам е дека тоа се активности кои сеат страф и терор и уништуваат човечки животи и добра, тогаш кај е разликата? Освен што овие може лекариве не бараат некои политички отстапки за тој терор и страф што сакаат да го наметнат. Но, ставете се во улога на болен човек кој има кредити, кој има деца за растење, кој има непостојана работа и еден ден дознава дека е болен од смртоносна болест која ако не се оперира ќе значи смрт. Ставете се во некова кожа. Во неговата тесна кожа во која пред очите му се семејството, извршителите загубата имотот, животот, буквално се. И тогаш ставете се во комотна улога на докторот кој има сигурна и не толку мала плата, кој има дежурства, кој има углед, кој има конгреси и семинари платени од фармацевските фирми и кој му бара 5000 евра да му го спаси животот на човекот, а некогаш и 10, некогаш 15, а некогаш и 20.000 евра. А човекот работел 30 години и буквално ја обезбедил комплетната плата и осигурување на докторот за цели 10 години, отприлика така е процентот. И болниот нема од каде да земе пари, нема надеж, хаос е во семејството, хаос е кај неговите деца, кај неговата сопруга, сите се поболуваат од стресови, ментално попуштаат поради фактот дека го губат таткото, додека докторот комотен не го става на листа за оперирање, чекајќи да ги добие арам парите. За тоа време докторот ужива по ресторани и службени патувања, додека овој размислува како да се самоубие. Но тогаш извршителите ќе дојдат по наплата, нели? Неговиот пекол има 99 круга, не само 9. Нема етика, нема достоинство, нема гордост, нема правда. Доколку човекот во целата таа своја агонија успеа од лихвари да најде пари и со тие пари го пријави докторот, лекарската комора ќе застане зад него. Скапи адвокати ќе го одбранат и ќе продолжи да рекетира судбината на луѓето кои создале вредност за оваа држава и општество. И не е веќе смешно. Октоподот веќе 30 години им ги земат душите на луѓето со своите пипци и граба насекаде околу нас, создавајќи луѓе монструми кои секојдневно живеат од незаслужени пари, неказниво, недопрени од словото на законот. И некој ќе каже, октоподот има многу пипци, ако еден му исечеш, нови му растат. Не може да се уништи. Има да, но ако му ја исечеш главата, пипците нема веќе да растат. Сакав да бидам смешен. И за прв пат сум среќен што луѓето нема да ме гледаат низ призмата на смејата кога го зборувам ова, затоа што смеењето на агонијата на болните е малку нездраво. Ке се смееме кога некој алчен поткуплив доктор ќе добие заслужената казна според законот. И не мора од тоа да се прави популизам со лисици низ медиуми. Театрално апсење дома у 4-5 сабајле пред очите на целото семејство, роднините и комшиите. Доволно е да се објави дека е казнет за земање мито, па после следниот, додека не падне главата на октоподот мито. Од секогаш сум сакал да бидам цареник. Вежбав уште од 3 годишна возраст.
Ја земавте палката за муви на баба ми и на секој што ќе поминеше, му ја става вака пред него и му кажував: "Стоп, царина!" Мајка ми ќе ми дадеше од тие колачите кога ќе ја сопрев, дедо ќе ми дадеше чоколад се животинско царство, да се учам на благ живот. Брат ми ќе ме погалеше по глава како функционери, со нежен покрет, нели ќе ја тргнеше тоа те палката. А татко ми ќе ми речеше: "Бе, цариник, да не ти залепа медна. Малку ме царини државата, па уште ти ми фалиш да ме цариниш." Да бидам прав цариник ме научи баба ми. Како е да се биде цариник. Таа на секое моje стоп царина вадеше по 10 денари и ми даваше. Така се навежбав, нели, да земам од сите по нешто. Само кога началници ко татко ми, кога проаѓа, чутев и тогаш тргав рампа. Началник ако проаѓа, тргаш рампа, нема. Што рампи имам ја тргната на началници со шлепери. Покасно, кога еден другар ми ја раскаже онаа приказна за цариникот што имал роден ден, тогаш дефинитивно решив дека морам да станам цариник. Приказната раскажуваше дека еден цариник имал роден ден и колегите од работа го прашале: "Што сакаш бе за роден ден? Дали сакаш BMW 5 нели нов модел, дали сакаш станче, дали сакаш викендица на Халкидики?" А цариников онака скромен: "Не бе, другари бе, не се трошете. Мене за роден ден дајте ми само уште една ноќна смена да поработам. Не ми треба подарок." Буквално си ја замислував ноќната смена. Како изгледа на царина. Јас онака стојам, висок, плав, убав. Униформа на македонски цариник, ветар дува, брише тука на царината. Нели на граничен премин секогаш дува. Колона возила 3 километри, камиони 2,5 километри, а ја сам и рампата до мене. Сам против сите бе. Маријана и Лото може само вода да ми носат. И почнувам со празни джебови во униформата. За ноќна смена правам рекорд за Гинис. Има ли поубав роденденски подарок за еден цариник? Викаат, сме биле коруптивни, корумпирани. Не е точно. Само сме недоволно мотивирани. Замислете, мораш да стоиш на ветар, на дожд, на снег, на сонце и да делиш со шефот на смена. Он си седи у кабина тамо на топло, нема ветар, нема дожд и плюс работи само со 2 прста. 2 прста му треба да ги исклучи тоа камерите. Само за тоа, гледате дека на нас цариниците ни е се потешко, ние мора да се помачиме за парче леп да извадиме. Мора во очи да ги гледаме патниците и да им побараме аванс за преоѓање на границата. А не е лесно да ги гледаш во очи така уморни, па уште пари да им земеш. А надвор брише, ветер, студ, снег. Под ноктица ги фатило тоа. Треба да си емотивно цврст, обучен, прав партиски војник. Уморен човек може наместо 100 евра да ти даде 50. И после кога се брои смената фалат пари. А кога фалат пари кај цариниците, тоа е голем стрес. А мене пулсот знае 250 да ми отиде ако фалат пари. И шефот многу се нервира. Он не се нервира за ништо друго. Не се нервира од 20 кривични пријави за шверци мито што ги има. А пак е шеф. Ама ме многу се нервира кога фалат 5 евра од смена. Абе се дере кој ненормален, на 3 јазика се дере. На македонски, на албански и на српски. Веројатно за поубаво да го разбереме. Вика, ја бе разбирам да украдете од граѓани, да украдете од држава, ама сами од себе да се крадете, тоа е израз на гол непрофесионализам бе. Од вас цариници не бива. Цариник е привилегија, мора да се биде поштен кога се делат парите. Шефот е многу принципиелен. Се има сликано и со председателот, и со премиерот, и со министерот за внатрешни работи. Многу им е близок бе, многу е близок со нив, дома му идат. Исто многу не погоди овој предлог секој цариник да оди на полиграф. Еве ја на пример сум подготвен. 3 смени сум подготвен да платам само за да не одам на полиграф. Вика полиграф, фаќал кога лажеш. А ја 2-3 пати ја имам излажано жена ми колку пари сум зел на смена. Па добро бе, јас сум жив човек. Ај швалерката живее под кирија, греот е младо девојче да нема едно станче од 5-60 квадрата.
Ама кога делам со колеги нема лага. Не, братски се дели до последниот фенинг. Ако е некој болен колега и за него делиме, нели, како Лепчена Василица, исто. Не знам што ќе биде, ама мислам дека со полиграф царината ќе остане без персонал. Може ќе биде како секое чудо кај нас, нели, за 3 дена. А може и ќе се расипе тоа полиграфот, а може и ќе изгори, нели, продужен кабел стар, тоа отиде полиграфот. Баш као овие албански колеги нема да идат. Не било по рамковен тоа албанци да ставаш на полиграф. А народ вика за нас, многу сме земале мито и сме биле корумпирани. Дури самото име за цареник, например, на бугарски јазик се викало митник. Ја велам, не е точно. Вистина е дека живееме како цареви, ама тоа не доаѓа од зборот цареник. Ја ви велам дека нема корумпиран цареник. Барем не додека не отидеме сите на полиграф. А потоа здравје. Ко преживи причаче, што викаат србите. Затоа, колеги цариници, фаќајте смени пред да дојде тестирањето. Оти ако излезат 2 цртки на тестот, сите ќе останеме трудни. Криво седи, право суди. Стара македонска поговорка. Не е така во последните неколку години со нашето судство со 2% поддршка. Право седи, криво суди. Тоа е мотото на македонското некорумпирано и неподмитливо судство. Се испраиле судии ко пушки, око не им трепнува, ама затоа судскиве одлуки искривоколчени, погазени, без потпора во законите, произволни како расказ на писател со 4-то оделение, подмачкани квалитетно. Што би рекол нашиот народ, од авион се гледа дека сте корумпирани, но судиите не се даваат. Здружени, сплотени ко еден, со честни склучоци кои се бројат на прсти на една рака, тие упорно носат судски одлуки од кои ни се крева косата на главата, а вербата во правдата ни паѓа како една работа на 80 годишен старец. Нема правда, викаше цртаниот лик Калимеро, вечно неправдан, кој во овој момент може да биде комотно ставен на таблата на секој суд во Македонија, почнувајќи од основен, завршувајќи со уставен. Вакво избегнување на правдата има ретко во која земја и затоа оценката за целиот судски систем, односно судската власт, многу брзо се движи кон нула, кон едно големо ништо, што значи шансите да добиете правда во македонските судови се рамни скоро на нула. Имате повеќе шанси да добиете на лото, мислам на европското лото, затоа што нашето паѓа само за време на избори. Калимеро е веќе целиот народ во оваа држава, а правдата во стилот на дивиот запад е загарантирана вредност само за силните и богатите риби, криминалците со силна политичка поддршка. И тоа си поминува како да е најнормално, заборавајќи го најважниот факт во оваа огромна корупција, дека невините луѓе и компании го извлекуваат поделбелиот крај под налетот на криминалците и судската поддршка. Прашав еднаш еден експерт за право како можам јас како лаик да објаснам во лавиринтите на судството и законите и подзаконските акти што е тоа правда, а што е ескивирање на правдата под ореолот, нели, на корумпираното или коруптивно судство. Тој вака ми рече: најлесниот начин е здравата човечка логика. Ако некоја судска одлука нема логика, тогаш има корупција и неправда. Да ти објаснам пластично, ми рече. Во Македонија е забранета трговија со петарди за паливи средства. Но, ако судството и обвинителството на некого му прифатат образложение дека илјадниците петарди кои му се запленети му се купени легално од фирма со приложување на некаква фактура, треба да се казни фирмата за недозволен увоз и трговија со петарди, а лицето за шверц со петарди. Тоа е здравата логика. Ако судот го ослободи, значи дека е корумпиран. Се е кажано со овој беззначаен пример. Да не зборуваме за судските одлуки за болницата во Тетово, за автобусот и осудениот шофер, за ослободувањето на десетици политичари фатени во криминал и корупција. Тоа е, ако дојдете на суд, не барајте правда, затоа што сте обичен човек. Или можеби не сте. Вие сте од оние можеби другите, што седите по кафеаните и партиските штабови со судиите и обвинителите и го зголемувате нивниот имотен лист. Се во интерес на вашата правда.
Да се разбереме. Нашата полиција не е корумпирана. Јок. Тоа се само урбани легенди и чаршиски муабети за полицајци на кои им ставаш 50 евра во сообраќајната дозвола за да не ти пишат казна за поминување на црвено светло или на дупла линија, или тоа што на партизанска возиш 160 на сат за да го пробаш новиот мотор на едно тркало. Не е точно. Па секој ден во полицискиот билтен има барем 200 возачи кои што се казнети. Како може корумпирана полиција да казнува? Ајде, ви се мол. Тоа се приказни за да се дискриминираат полицајците и нивната професија. Земале едни другари ми раскажуваат таква измислена приказна како демек испиле по 2-3 раки и неколку пива и неколку гајби пиво, не се сеќам баш, и полицијата ги сопрела, им дала да дуваат во балончи, нормално балончето покажало дека се чори пијани земја. И полицајецот ги прашал каде се здрвиле толку, тие му рекле: бате, не испивме многу ние бе. Еден другар частеше дека купил диплома за доктор. Па реков, малку да се провеселиме со новиот матичен, па отидовме тамо на Ќошон кај Перо. Знаеш Перо? Кај Перо бевме. Леле, брат, каква плескајца прави Перо. Абе, од овдека вака ја плеска, вака тука шлак, награди ја плеска. Перо, тука не се депилира, абе, 2 прста, тоа млечен кашкавал има у тоа плескајцата, бе. Добро, тогаш сега казна 300 евра, овој рекол, ако немате 600 евра за 7 дена, плюс одземање на возачка дозвола, дечки 6 месеци и оставете возилото тука со таксисите. Auf Wiedersehen дома, или и другаров дрвопијан. Или овака му вика, што бе брат, абе неам бе 300 евра. Неам 600, неам куќа кај да укаса бе брат бе, све изедов, све сум испил. Имам само 100 евра. Еве ги 100 евра, тука ми спијат у десниот джеп 100 евра. Може за 100 евра само да си одиме? Многу ми се моча бе господин полицаец, многу ми се моча. Ама полицајциве да ти биле честни и неподмитливи и му рекле, не оди бе, тоа така брат, ти сакаш да не подмитиш? Сега ќе те уапсиме. И другаров онака ќорпијан, не бе, друже полицај. Абе, какво подмитување, какви бакачи? Јас само сакам да одите до кај Перо и да пробате од тоа плескајцата, вака што ја плеска, вака тука шлак, тука што ја плеска, вака награди таа плескајцата, со фамилиите да си отидете тамо, да ја пробате плескавица, бе, многу работите, бе, брат. Дај бе, малку искочите со жените кај Перо на плескајци, однесете ги, бе. Не, бе, нема шанси, му рекол тој колегата на сообраќајниот полицајец кој седел во полицискиот автомобил. Мојата жена не јаде мелено месо, бе, само бифтече јаде, бе, крезлички, јагнешко, така, ребренца, јагнешки. И другиот мој другар исто се понува. Брат, слушај, ја ке пуштам од картицата кај Перу уште едно перче. Какви плескајци, бе, тоа селјаци јадат плескајци, бе, не заебај, има брат, жена ти е многу паметна и сигурно има коефициент на интелигенција ко Никола Тесла 300. Многу е паметна, бе, па знае она што сака, бифтече, вдинце, има атмосфера. И тогаш овој првиот полицајец се почешал по главата и рекол: добра, ај се оставите колата тука, ојте тамо кај Перо, уплатете и кажете му да ми се јави. Кој ќе ми се јави, може да си ја земете колата и немој бе, немој толку да пиете, бе. Немој бе, џубиња сте се направиле. Може полиција да ве фати, да ве земе возачката дозвола. Се разбравме ли? И така, другариве мои заштедиле 150 евра и 6 месеци без возачка дозвола. Тоа е кога полицијата не е корумпирана, кога нема корупција, а има само добар апетит. А за овие началници што се сликаат на партиски митинзи, за полицајци што седат со мафијаши и се сликаат по кафеани, за функционерите и тендерите во Министерството за внатрешни работи, за тоа во некоја друга прилика да се разбереме.
да бидеме на чисто. Во полицијата нема корупција. Јок! Има само рима и плескајци. Перо, што ги плескава, шла, тука награди, шла. И бифтек, да. И нови Шкоди.